Се верувало дека орелот е недопирлив и секогаш безбеден, со оглед на неговата грандиозност, брзина, оштар ум и височина на летање. Меѓутоа, човечкиот ум, наречете го напреден или болен, успел да допре до недопирливото, па дури и крилјата да му ги скрши. Да го симне од височините и да го покори со талкање по земјата со наведнат клун. Плашејќи се од неговото заздравување и возвишување, односно реинкарнирање, тие дури го оковале во железо. Му зеле се, слобода на движење, право на собствена одбрана и собствен дом, посвета кај своите новоопилени чеда. Го оставиле безнадежен, без право на плачење и можност да тагува за најблиските, без сноп виделина, без топлина и надеж. Тој всушност денес представува само присетување на мрачните времиња од Втората светска војна, која само преку линијата на судирот на сојузничките со фашистичките сили во должина од над 150 километри, наречена линија Густав, скршени се крилјата на 350.000 луѓе. Токму на таа линија, без малку една година, не важеле законите за милост и правда, ниту пак важеле апелите за мир. Биле копани и очите кои посакувале да плачат. Се слушале само неартикулисани крикови од отворените усти, кои често останувале во положбата за милост се до распаѓање на телото. Господе, каква иронија! Тие бараат милост, а завршуваат на изрекот од зборот мир, мир, мир. Спомен обележјата, лоцирани на источната и западната точка од пеколната линија, веќе ја споделуваат универзалноста од пораката за мир. Најнапред, орелот со скршени крилја и понижен со клунот во земја ќе укаже на реинкарнација на возвишеното, од каде ќе произлезе формирање на модерна армија, која ќе се грижи за унапредување на сите човекови вредности од областа на пеколот. Ама ќе се нижат и спомен обележја преку кои на камен и мермер ќе укажуваат на трагедијата која не сме никогаш да се повтори. Ќе произлезе и поезија со верификување на лошите или на оние чие злосторство и покрај настојувањата не може да се заборави. Нови примитивци. Блок од црн метал, како ноќ без звезди, полн со болка, со граници на убиените, во маглата со растргнати гради, на партизанот соочени со светлината на измамата, како брзо трча кон хоризонтот, на желбите скриени на човек, излажан на изворот на големите тајни, на младиот живот прекинат од ветрот, на ужасот со отворена уста, без крик што излегува. Една бела солза, каде се капе утринската звезда, придружувана од патот на толпата на сенките, кои одат кон небото во тишината на мирот, посветено на отпорот. На сличен начин ќе реагира и професор маестро Винченцо Бјанки, кој успева да долови детали од воениот кошмар изразен низ сопствениот музеј, кој исто така е лоциран во зоната на пеколната линија. Изразот на болниот крик низ отворена уста,
тела без екстремитети и згмечени човечки глави, се главен мотив на сите експонати кои по посетата треба да ви го остават единствениот впечаток и желба за траен мир. Колку е можно да се следат работите од другата страна на листот. Од пепелта да се воздигнат вредности, да заздрават скршените крилја и орелот повторно да се вивне во височините, наместо тажни да произлезат солзи радосници, а наместо болниот крик да се слуша песна за мир, заедништво и почит спрема секој. Тоа е всушност целта на проектот Патот на мирот. Нека стартува од линијата на Пеколот, преку Охрид и Македонија, нека заврши во градот на надежите, љубовта и бизнисот, Дубај. Ecco, qui siamo nel punto esatto dove è stata definitivamente distrutta la linea Gustav. Сега сме точно на точката каде дефинитивно беше уништена линијата Густав, каде германците беа утврдени, како и во борбата на Монте Касино. Не е точно дека германците беа во Монте Касино, во рамницата. Тие беа забарикадирани во пештерите во сите овие планини, во овие карпи, каде во текот на 9 месеци целата сојузничка војска составена од американци, англичани, французи, холанđани, канаѓани, мароканци ги држеше затворени. Точно е дека Коли, што вие го снимивте, беше генерален собир на сојузниците, каде беа Черчил, Де Гол и Айзенхауер. Не можеа да се премостат овие бедеми и пештери, затоа германците не можеа да бидат бомбардирани. Тие беа речиси нечујни. Тука беа задржани 9 месеци од сојузничката војска. Ова беше стратешка намера, бидејќи Германија беше многу напредна во реализацијата на атомската бомба и имаше својата фабрика во Норвешка, во Телемарк. Таа фабрика ја урна отпорот на Норвешка, а германците сакаа да ја обноват и сепак да ја направат атомската бомба. Тоа беше веќе во 1942 година. Значи, германците можеа да ја лансираат бомбата пред американците и да ја добијат војната. Судбината на војната е секогаш на една или на друга страна. Quindi per un pelo le sorti della guerra stavano da una parte e dall'altra. Quindi per poter far ricostruire questa fabbrica di bomba atomica i tedeschi fecero un baluardo inaccessibile. Германците ја направија оваа заштита во планините непристапна за сојузничките трупи кои трпеа огромни загуби. Колку мртви? Се зборува за 200.000 до 350.000 мртви. Овде долу се мртви околу 40.000 души,
и тоа мароканци. Овде долу, да, 40.000 мароканци, и кога сојузниците сватија дека од оваа страна не може да ја одржат линијата, решија тоа да го направат со италијански и полски алпинисти од Татри. Така, ноќта за време на една снежна бура, овие алпинисти се искачија по овие планини високи 2000 метри, облечени во бело. Парадоксално е крвопролевањето што ја одлучуваше војната со работата на италијанските и полските алпинисти. Italiani e polacchi all'arma bianca. Sì. E quando già si parlava di bomba atomica, questo è il fatto paradossale. Тоа е парадоксален факт. Така, како нација, успеавме во глобала да го реализираме ова и да ги оддалечиме од пештерите и со сојузниците да ја пробиеме линијата. Логично, германците потоа отидоа на искрцување во Анцио и во Нормандија. Poi ci fu lo sbarco di Anzio e lo sbarco della Normandia. Però non dimentichiamo mai che i tedeschi erano avanti agli americani nella realizzazione dell'atomica in Norvegia. Sì. E adesso questo monumento cosa rappresenta? Овој споменик што представува? Dopo la disfatta, dopo l'armistizio. По примирието кое се случи на 8 септември за отцепувањето од германците и да се здружиме со сојузниците, италијанската војска не постоеше веќе. Беше разбиена со жртвата на алпинистите, со многу жртви, најмногу пољаци точно на ова место. Кој го направи споменикот? И што значи? Овој споменик е орел, која воскреснува италијанската војска. Ние денес во Италија имаме една војска што е возродена на 31. март 1944 година. Од овде повторно е родена италијанската војска по паѓањето на Мусолини. Questo monumento è l'aquila che risorge dell'esercito italiano, perché se noi oggi in Italia abbiamo un esercito è perché è rinato il 31 marzo 1944 in questo punto. Qui finisce la linea di... Сега сме во Вале Мајо. Овде завршува линијата на отпорот. Да, патот на отморот завршува во Вале Мајо, затоа што оваа зона се наоѓа на фронтот на линијата Густав. Во период од 9 месеци, овде беа бомбардирања од наутро до вечер. Еден старец од Вале Мајо ми кажа, еден од преживеаните, ноќта се претвореше во ден затоа што бомбите непрестано паѓаа. Овде завршува линијата на отпорот која почнува од Червара ди Рома и од другите населени места на овој врв, каде дојде до конфронтирањето на линијата Густав, затоа што на 50 километри е Монте Касино. И јас го посветив овој монумент од мермер, кој доаѓа од Кина, од Тибет. Му посветив една мисла, една скулптура на луѓето кои ми дадоа можност да бидам слободен човек, да зборувам и да ги респектирам другите, а и тие да ме респектираат мене.
Историјско-воениот музеј за вториот препород на Италија е создаден во Рокета Аволтурно во декември 2010 година. Се работи за финализирана структура на конзервација на воени материјали, оружја, документи, италијански и странски од 1870 година до крајот на Втората светска војна. Ma un po' tutto il Molise ha avuto un ruolo determinante. Pensate che unico caso. Ова се одредени предмети, единствен случај во Италија, поминувајќи ги 4 линии на одбрана што го организираа германците за да напредуваат. Сега сме во срцето на Густав. За да се сетиме на овие случувања, ние собравме многу оружја од сите војски што учествуваа, па дури и деца кои учествуваа во одбраната.
Questa è una bomba a clava, diciamo così, è una bomba a mano, veniva utilizzata... Ова е бомба Боздоган, рачна, употребувана за напади. Разликата меѓу бомбите за напад и бомбите за одбрана е таа што бомбите за напад се помалку моќни. Ова е салата на оружјето, една од ретките сали на оружјето во Европа, затоа што овде имаме и прототипи на оружја. Еве, од ова оружје има само 5 примероци во светот. Произведено е во Сталинград. Во Европа се само 2, еден кај нас, другиот е во музеот во Париз. Останатите 3 ги имаат американските колекционери. Ова е класичен германски митролез пиштол. Тие се исклучиво германско производство и ние сме единствени во свет што ги поседуваме. Например, оваа торбичка не може да се најде во свет. Употребувана е во 1942 година, но на едноставен начин. Германците не можеле да имаат континуирани рафали, требало куршумите да ги остават овде. Американците ги расфрлале насекаде. Questi sono per esempio i fucili italiani, il fucile 91, la particolarità... Ова се италијански пушки, барила, па дури и учениците во школите правеа макети. I Thompson americani. Томпсон, американски, кој не го употребуваа затоа што не им се допаѓаше. Ги употребуваше Ал Капоне, мафијата и полицијата 1920 година во Њу Јорк. А ова се руски оружја. Мотивот да се направи ова оружје беше спротивставување на претходното оружје – 70 проектили. Останати се само 5 во светот. Тоа е сгрешено оружје. Questo lo stesso è un'arma molto rara, ne sono state costruite poche. Ова СЦЗ многу ретко беше направено во Италија. Беа конструирани само 5000. Употребувано е во одбраната на Монте Касино и тоа од падобранците по бомбардирањето и тоа на 98 кампови, а ова е фамозниот германски Маузер. L'abbandono della guerra. Ова овде беше оружје за одбрана, но исто така и пропагандно оружје. I loro articoli per poi farne un uso propagandistico in Giappone. Qui c'è anche scritto... Еве ги јапонците. Следејќи ја германската војска, двајцата јапонски дописници ја правеа пропагандата во Јапонија. Овде е напишано и неговото име, но никој не може да го прочита. Не знам како се вика. Може би е и Пасквале. Nessuno lo sa qui. Forse si chiamerà Pasquale. In una trincea, in un bunker. Овде се собрани многубројни материјали, како на пример
Ovo je album od Germanski vojnik. Najveroятно familiaren. In un bunker. Sia per esempio dei familiari. Questa qui invece è una penna stilografica esplosiva. Тука е пенкалото кое германците го ставале на улица, покрај фонтани, но кое, кога некој ке се обидел да пишува, експлодирало во раката. Американците правеле уште побави. Sul percussore gli esplodeva in mano. Non era una mina letale, ma ovviamente le mani saltavano. Questa è tedesca, ma gli americani le hanno fatte più belle, sia l'occupante che quello che combatte l'occupante. Ако окупаторот е оној што победува, тој и убива и е безобзирен, а кој плаќа? Секогаш народот. Германците војната ја гледаа како 1 на 10 души, а американците 1 на 70 жртви. Ma abbiamo un museo e noi facciamo ricerca, quindi non è che ci schieriamo, quindi ciò che sono fatti devono essere detti. Ние го создадовме музеот и правиме истражувања. Ова се факти од нашите народи, од германците, од императорите кои уште не ги симнавме од грб. Ни ние, ниту вие. Ci togliamo da dosso. Né noi né voi. Questo l'aveva ogni soldato. Овие хемикали за прочистување на водата ги имаше секој војник. Quindi lo Stato italiano fu costretto di fare una politica. Сакам да кажам дека италијанската држава направи осетлива политика во школите. До 70-тите години беше презентирана во сите школи на италијанската нација. E superiori della nazione italiana. Quindi abbiamo pensato di fare la storia del Со esercito ова italiano. Quindi сакаме да ја прикажеме partire историјата dal на италијанската војска, 1850, да perché non тргнеме possiamo од andare oltre perché i 1850 materiali, година, considerate che quella divisa па се до денес è una со една divisa сала della pubblica од sicurezza del окупацијата. 1900. Le frequentazioni con il professor Bianchi mi hanno portato... Професор Бјанки ни дозволи да ги откриеме сите негови магии од неговите музеи, со неговите фантастични уметнички дела. Contenitori metonimici delle sue fantastiche opere d'arte. I suoi musei sono collocati prevalentemente su tutte le linee, prevalentemente perché anche altri musei. Неговите музеи се наоѓаат на линијата на најпознатата војна во светот, линијата Густав, најстрашна на сите времиња. Потоа во Македонија, во Москва, во двете Кореи, во Јапонија, во Русија, а специјално на линијата Густав, во Вале Мајо, Марке, Изола Лири, Рока Дарче, а според тоа размислувавме зошто да не се направи музеј на линијата Густав во Монте Касино, кој е познат како и Венеција, Рим и Фиренца.
dove andammo a Ceprà. Però la vera battaglia, il fulcro, la cerniera sono state le nostre mainarde. È stato Montemarrone, dove è anche risorto l'esercito italiano e dove con la TV Macedone, che ringrazio ancora una volta. Јас сум благодарен на учеството на македонската телевизиска екипа, кои направија филмови за музеите на Винченцо, филмови за гајдата и во музеот на војната во Скаполи. Винченцо кажа дека ова е градот на светлината, исто како и Охрид. Questi sono un po' i capisaldi del convegno che il professor Bianchi svilupperà in maniera più precisa e speriamo che il professor Bianchi lascerà il suo segno. Ова е и повод за конвенцијата која професор Бјанки ја направи за оваа земја, неговиот отисок. Снимките што ги направивме овие денови. Маса во овие градови и местности ќе бидат емитувани во странските земји, а потоа ќе се проектираат во Дубај, каде професор Бјанки ќе направи уште еден свој музеј, академија, а потоа и пат на мирот од 3 километри. Sarà trasmessa e divulgata nei paesi dell'est. Lo stessa tavola rotonda sarà poi proiettata a Dubai. Тоа ќе биде уште една алка во ланецот на музеите на најголемиот скулптор на сите времиња. Благодарам на македонската телевизија за нивното учество овде. Пред да завршам, сакам да ги поканам Бјанка и Џовани да ме поздрават од Македонската ТВ. Џовани не може затоа што снима. Јас го поздравувам и прегрнувам. Вечерашнава манифестација ќе биде презентирана во странство и во Дубај, а тоа значи дека ќе не видат 120 милиони луѓе. Per un saluto ed un abbraccio alla popolazione. A nome della televisione Macedone. Во името на телевизија од Македонија, сакам да се заблагодарам на сите од ова место што ни презентира, а во соработка со Пјетро, со убавините од вашиот крај. Благодарам на сите вас. Anche i CD, grazie. Ti dico Vincenzo adesso, perché siamo tanti amici, tanti anni fa. Che mi dica qualche parola per questo convegno. Кажи ми, Винченцо, неколку збора за оваа конвенција. Ова е конвенција, верувам, единствена во светот, каде за многу кратко време направив разговор за илјадници години наназад. Направив мала обиколка меѓу Италија и секогаш Македонија, а тоа е најважното. А за Дубај, се надевам дека во Дубај можеме да направиме едно поврзување меѓу одредени градови во Македонија, Италија и со други структури. Italia sì, è stata intesa e con altre strutture si stanno aprendo. Va bene, ma che cosa si farà a Dubai? Што ќе се направи во Дубај? Во Дубај ќе биде направен патот од 3 километри, патот на мирот, мој музеј и прва единствена академија. Ова е фантастично, точно. А кога ќе биде готово се во ова? Мислам дека ќе биде до крајот на пролетта со мојата изложба, која треба да се одржи на пролет, а паралелно ќе започнат и работите на овие структури. Верувам дека во текот на една година максимум ќе биде завршен овој разговор и проект и ќе има можност да дојдете вие од Македонија, а со вас и други личности, за да видите како ќе се оствари вековниот сон роден меѓу нас, преку една нишка на уметноста, респект во разликите на спознавањата преку уметноста. Благодарам, Винченцо. Ти благодарам тебе. La
Bella mia